Денеска во музеј галеријата во Кавадарци беше отворена третата самостојна изложба на фотографии на Томе Лисичанец, актуелен претседател на Сдруженијето за зачувување на природата Аквила од Кавадарци. Изложбата содржи околу 135 фотографии со мотиви од македонските планини и од природата со која авторот ја одбележува својата долгогодишна планинарска активност. Насловот на оваа изложба е 70 години со планините. Со оваа изложба Томе има цел да ја запознае јавноста во Кавадарци и пошироко со природните знаменитости на нашата земја. Лисичанец представува вистински пример за влюбеник во природата. Изложбата во музеј галеријата ќе биде отворена 14 дена. За време на овој период Томе ги има искачено или ги има освоено скоро сите повисоки врвови во Република Македонија, меѓутоа и тие во Република Бугарија, а исто така и во соседна Грција. Ги има поминато сите позначајни планинарски трансферзали, почнувајќи од Македонија, Бугарија, Грција и така натаму. Меѓутоа, исто така го знаеме Томе и како активен екологист, еден од основачите на еколошкото друштво во Кавадарци. Исто така, Томе е голем љубител на природата, природните реткости, еден од организаторите на главата манифестација Ден на дрвото, меѓутоа и еден од ретките заштитници на ретките птици, конкретно на белоглавиот орел. Често пати можеме да го видиме горе на Витачево кај хранилишто како ги подхранува овие ретки птици. На оваа изложба се представени негде на околу 160 фотографии од сите негови, бидејќи постојано со себе го носи својот фотоапарат и ги слика сите, ги фотографира сите позначени моменти кои што смета дека се интересни да се доловат. Тука има и фотографија од 1953 година, кога Томе имал само 18 години. Тоа е неговиот, би рекол, прв излет надвор од Македонија. Со велосипеди одат во соседна Бугарија со цел да го освојат врвот на Пирин планина. Ирила, да. Должност ми е и задоволство да ве поздравам сите во име на нашиот председател Јовица Угриновски, кој што за жал е зафатен, и да посакам многу успех во оваа изложба, да биде посетена. Би сакал да кажам и нешто за Томе, односно да му се заблагодарам за сите часови што сме ги поминале и денови во планинарството. Секогаш што него ми било убаво, секогаш нешто ново ке слушнев. Му благодарам и за овој убав настан. Знам колку труд и љубов се вложува за да се организира една ваква изложба, но и тоа не е само доволно, туку е потребно и чувство да се опфатат сите тие моменти, сите тие убавини, сите тие предели на кои што сме биле, престојувале, и благодарение на неговото чувство за убавините, за природата, односот кон природата, присутни сме на оваа изложба. Се надевам дека и понатака ќе биде активен, дека ќе присуствуваме и на многу други негови вакви убави настојни. Оваа изложба за мене представува една ретроспектива на целиот мој живот, за кој што викам дека беше предодреден да бидам планинар. Пред 2 години кога ме поканија битолчани на одбележување на 80 годишнина на планинарското друштво Пелистер од Битола, констатиравме дека јас и планинарското друштво Пелистер од Битола сме родени во иста година, исти месец и иста недела. Јас целиот живот го поминав со природата и не жалам за тоа што овие фотографии може да ви покажат што се може да ни пружи нашата природа, а посебно јас носам силни импресии и воскит за нашата татковина, која што во оваа прилика ви ја прикажувам, и сум благодарен што дочекав да имаме ваква техника која што ни овозможува на многу совршен начин да ја видиме колку е убава нашата природа. Но за ова должам внимание и успех, за успехот на мојот учител по фотографија Алти Пармаков Борис, кој што беше фотоаматер уште пред 60-70 години, и со негови фотографии од Пелистер учествуваше на европски изложби. За сета моја активност, која што беше скопчена и со други спортски дисциплини, јас добив неколку признанија кои што тука ги приложив. Меѓутоа, би сакал да ви искажам на крајот кое ми е најдрагото признание.
Во еден период како студент кога одев кај мојата многу мила и добра баба, она еднаш ми рече: Томе бе, сите што се дружија со тебе ги качи на водно и ги однесе во партизан. Тебе никој не те натера нити за да запушиш, нити ракија да се напиеш, нити во кафана да идеш. Јас цел живот настојував да го заслужам овој епитет. Бидете живи и здрави, погледнете ги фотографиите и придружите ни се.